Почитувани, веќе подолго време цела јавност се сведок на фалсификатите, монтажите и лагите кои ги пласира СДСМ и нивниот лидер Зоран Заев. Сите граѓани знаат дека Социјалдемократскиот сојуз и Заев тоа го прават заради тоа што се во паника и очај. Во нивните постапки се гледа, за жал, огромна омраза, гнев и страв. СДСМ не разбра дека луѓето во Македонија бараат искрен однос, а не фалсификати, монтажи и лаги. За да биде јавноста целосно запознаена со начинот на кој постапува Социјалдемократскиот сојуз, денес би сакал да ви презентираме уште неколку докази кои ќе потврдат дека она што Заев го извади како документ на неговата пресконференција е класичен фалсификат. Прво, еве го изгледот на печатот кој стои на документот кој го презентираше Заев. Или зумиран, тоа би било ова. Ќе го добиете подоцна медиумите. Тој печат не е валиден уште од 2004 година. Во статутот на ВМРО ДПМН, кој е доставен до Основниот суд Скопје 1 на 15.10.2004 година, како што може и да се види од датумот на документот, и кој е потврден од страна на Основниот суд Скопје 1 со решение од 2.11.2004 година, јасно и недвосмислено во член 5 и член 6 е опишан новиот печат на партијата, кој е многу различен од претходниот, односно оној кој што го презентираше Заев на вчерашната пресконференција. Еве го и новиот печат. Оној од 2004 година па до денес. Видливо, за да можат граѓаните да ја видат разликата. Еве ги двата печати. Ма многу елементи кои што се различни. Значи, ВМРО ДПМН не го користи стариот печат и тој е неважечки и според одлуките на судот уште во 2004 година, бидејќи тој печат во време на расколот во партијата исчезна. Сепак, на документот кој го презентираше СДСМ, стои датум од 2006 година покрај печат кој што од 2004 е неважечки. Датумот е од 2006 година. Цели 2 години после промена на печатот, што самиот документ го прави за фалсификат. Дополнително на тој документ стои измислен подпис. Она што нас не запрепастува е леснотијата со која Заев се одлучува да лажи и манипулира, да се служи со фалсификати и монтажи. Би сакале да му поставиме неколку логични прашања на господинот Заев, на кои се надеваме дека ќе добиеме одговор. Прво, дали тој лично го фалсификувал овој документ, или документот го фалсификувале заедно со споменатиот осуден на 6 години затвор од страна на Врховниот суд токму за фалсификување на документи Загорец Тумбовски. Знаејќи го фактот дека Тумбовски Загорец е во бегство заради пресуда од Врховниот суд за казна затвор од 6 години, го прашуваме Заев каде се крие осудениот, ако заедно со него го правеле фалсификатот, или ако тој му дал ваков фалсификуван документ. Трето, каква соработка има помеѓу Зоран Заев со осудениот за фалсификување документи, даночно затајување и перење пари Загорец Тумбовски. Четврто, како Заев се дрзна да презентира фалсификуван документ со неважечки печат и со измислен подпис. Пето, ако Заев не го правил фалсификатот, кој го правил тоа и кој му го дал фалсификуваниот документ? Шесто, како е возможно човек што претендира да биде премиер, да презентира или да учествува во правење на фалсификати, и тоа на фалсификати на кои стои име на лице веќе осудено од Врховен суд токму за фалсификување на документи? И седмо,
Дали Зоран Заев или неговата фамилија имаат или имале било каква бизнис соработка со осудениот Загорец Тумбовски. Зоран Заев мора да даде одговор на овие прашања, бидејќи неговите настапи повеќе не личат на сериозни. Зоран Заев се повеќе личи на човек кој е паничен и полн со гнев. Тој мора да разбере дека граѓаните не го прифаќаат и не го поддржуваат. Втора тема на која сакам да се осврнам на денешната пресконференција не е воопшто помалку важна, напротив, има многу големо значење и е многу сериозна. Дозволете ми. Сакаме да информираме јавноста дека Социјалдемократскиот сојуз многу сериозно спремаат сценарио за непризнавање на изборните резултати од парламентарните и претседателските избори во недела. Ним им е јасно дека огромното мнозинство од граѓани не ги поддржуваат. Но Зоран Заев и СДСМ не сакаат да го прифатат тоа. Впрочем, СДСМ се жали за дека во првиот круг на изборите имало некакви неправилности, но не поднесоа ниту еден приговор до Државната изборна комисија или до било која државна институција, со што ја покажаа својата лажлива приказна. СДСМ има дадено јасна насока и налог до нивните активисти и членови да провоцираат проблеми и да создаваат конфликтни ситуации во деновите кои следат со цел да изградат алиби за својата погубна политика и за својот изборен пораз. Ова говори за незрелоста и неможноста СДСМ и нивниот лидер да се справат со изборниот пораз. Зоран Заев очигледно нема капацитет да се носи со својата одговорност. Зоран Заев нема капацитет да биде одговорен председател на голема политичка партија. СДСМ има намера да ја втурне Република Македонија во многу голема политичка криза. Ние ги предупредуваме да не си поигруваат со иднината на оваа држава. Граѓаните на Македонија нема да им го дозволат тоа. Од овде денес ги повикуваме сите граѓани да излезат масовно на изборите во недела, на мирен и демократски начин, како што доликува на Македонија, и да не дозволат незрели и несериозни политичари да ја внесат државата во тешка политичка криза. Ги замолуваме граѓаните да ги игнорираат сите возможни провокации кои би доаѓале од Социјалдемократскиот сојуз. Оваа погубна политика на СДСМ мора да биде казнета во недела. Благодарам.